Личи малку агресивна. Има многу бавелива, да. Три, два, еден, почнемо. Почнува седма сезона Тинтери Минтери. Почнуваат Тинтери-минтери вести. Мислам дека сигурно ова е за мене. Бар ние во научниот клуб сме цивилизирани. Можеме да добиеме и награда. Ало, Барбара, што правиш? Иначе мене досадно ми е дома, ако сакаш дојде ке се дружиме. Па супер, ајде те чекам. Чао. Браво! Барбара, супер што дојде. Што правиш? Ништо е, што ќе правиме? Иначе, не знам што ми се деси вчера. Ја бев да го шетам Луси и однаеднаш само струполив некој како да ме сопна. Не знаеш колку имам рана, не знаеш колку ме боли, иначе многу беше крипи. А да не ти били одврзани врвките на тебе? Не мислам баш дека е од тоа. Иначе сум премногу гладна, ми седа нешто благо, сакаш да порачаме нешто? Ај нарече кроф не ми се яде. Ајде, може. Колку да научам? 4 за. Океј, може, таман. Здраво, ако може да наречам 4 крофни, да. Нека бидат со чоколадо и одгоре нека има додаток. Па, каков додаток? Лишници. Океј, лишници, да, може. Да, на улица 11 октомври на 27. Да. Океј, фала. Довидување. За 15 минути ќе бида тука. Брат, ти вака сега сама дома седиш? Да. Зашто? Не ти е страв? Не. Брат, ја сега кога седам сама дома се ништо тропа, се мрдим, нешко ме е страв. Барбара, знаеш дека ја вчера гледав еден филм што имаше духови и една баба почина и се така духот остана во таа куќа и се тропаше. И право да ти кажам, ја премногу се исплашив. Брат, стигна крофните. Да, кидам да ги земам, чекај. Барбара, еве ги донесов, види колку убаво ги направиле. Преубави. Ајде сега да пробаме. Преубави сам. Ама, ви се преблаги, како ќе ги седем и овие? Пај ќе викнеме машките, тогаш и они таман ќе јадат. Еве ќе ги викнам сега. Ало, Калин, кај сте? Сакавме да ве викнеме ако сакате да дојдете. Да, кај мене на гости. Па, ништо, и веќе се забавуваме, нешто ќе играме. Океј, ајде, чао. Ќе дојдат сега. Сега да ти кажам само така и ништо друго. Влезете! Здраво! Здраво! Ништо е бе, сега само ще ядахме крофни. Повелете вие, почастете се. Било ова е твојот нов стан? Да, Калин, пред 1 месец се преселив. Мила, баш ти топ станав горе новиравте или остана вака од претходниот што живеел овдека? Не го реновиравме. Остана како што беше, живееше тука претходна една бабичка. А сама живееше? Па да, мислам дека тука сама живееше и тука почина.
Тебе, Мило, не ти е страв да седиш сама кај што починала бабата? До сега не ми беше страф, ама сега кога спомнавте... Па да, малку е страшничко и сигурно починала таму кај што седите вие тројца. Мила, брато, ви каучите од бабата или од тебе? Мислам дека е од бабата. И се што правиме? Сигурно духот на бабата е тука. Па да, сум гледал на еден филм. Во просторијата кај што ќе почине некој останува неговиот дух и тоа за секогаш. Еве ги духовите! Ја бегам! Дајте бе, дечки, што сте се уплашиле ко некој? Чекај, ќе упалам светло на телефон. Абе, ова нема струја ни у другата зграда, бе. Што беше тоа? Ја не знам. Некој треба да отвори. Ја Ја не одам! Макси! Ама, јаки. Ти одиш! Бля, што сте се уплашиле ко некој деца од 2 години, бля. Дечки бе, хаусмајсторот немало струја у населбава, па ја поправил за 15 минути ќе дое. Дај бе, ми се вкузнеш што? Па ви реков. Се исплашив, добро е што не се духови. Фала Бога, ми се вкузнеш што? Дојде струја. Еј, еве и струја! Што? Фантазијата може да те однесе у погрешен правец. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме Тинтери Минтери шоу! Леле бе, досадно ми е. Чекай, ајде ми се јавам на другарките. Ало! Дечки, сакате кај мене на гости? Баш ќе биде убаво, ами со спиење. Па, убаво. Значи, сега дојдете и ќе гледаме филмови, ќе играме игри, добро? Баш убаво. Ајде, во 8:30 бидете тука. Чао! Баш убаво што дојдовте. Да, еве донесовме друштвени игри. Чекай, а каде е Лана? Рече ќе дојде. Еве, иде. Носиш пижами? Еј, заборавив. Ќе после ќе одам до дома, па ќе ги донесам. А што ќе играме? Ајде да играме прво Монопол. О, па досадно е Монопол. Ај нешто друго. Ајде играме домино, еве. Баш интересна игра. Мене домино ми е омилена игра. Може. Малце бебешки. Ајде нешто друго. Па тебе, Леона, се ти е досадно. Ај ќе играме Уно. Или да редиме сложувалка, еве може. Досадно и досадно. Тебе, Леона, се ти е досадно, затоа ти кажи што ќе играме. Па ајде ќе играме вистина или предизвик. Па може. Може, се согласуваме. Ајде. Па ајде ли на тебе првен ќе те прашам, вистина или предизвик? Вистина. Па ајде кажи ми, кога највеќе си се посрамотила во животот? Па не знам, чекај да размислам. Еве, кога бев второ оделение и на моја најверна другарка кажа пред целото моје оделение кој ми е симпатија и јас тогаш се посрамотив највише. Добро, Алина. Ајде, Фиона, сега ти. Вистина или предизвик? Предизвик. Па ајде испија цела чаша вода наеднаш. Добро. Фиона, 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 Фиона. Добро, браво, Фиона. Ајде сега Евгенија.
вистина или предизвик? Предизвик. Епа, ајде јави се на твојата симпатија. На Марко. Добро, ајде. Ама да мораш да му кажеш дека ти е симпатија. Ајде, добро си заради вас. Ало. Марко, сакам само да ти кажам дека си ми симпатија. Му спуштив. Леле, утре како ќе ти се смеат. Ќе им кажам дека е шега и толку. Океј, Евгенија, тоа беше храбро од твоја страна. Ама мене ми се здосади веќе. Ајде играме нешто друго. Ма тоа не е фер. Јас сум сега наред. Ајде што јас пак ќе играме, ајде некоја друга игра. Добро, уште ти и ќе завршиме затоа што е една вистина досадна играва. Вистина или предизвик? Предизвик. Те предизвикувам да станеш и да изглумиш нешто со пантомима. Добро. Може. Што, добро си? Добро си? Ау, раката. Еј, Лана, добро си? Ау, дојди, стани. Ајде бе, ништо не е што се потреса толку. Леона, ти ја сопна? Намерно? Па добро да е, тоа беше досадно. Сега е барем поинтересно. Дечки, имено не ми е добро. Каде отиде? Сигурно е до тоалет. Леона, ова нема смисла што ти го направи. Еј, ми звони мајката на Лана. Ало, тетка Ружа. Што? Лана е во болница? Добро. Поздравите многу. Пријатно. Дечки, Лана е во болница. Во болница? Како во болница? Па ништо не и беше. Леона има скршена рака. Не секоја шега е интересна шега. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме Тинтири Минтири шоу! Точно е, јас сум само дете, срце ги ширам, рацете и двете, сила така давам на тато, мама, дете, и тие да ме гушнат на нив сигарете. Не сакам мобилен, патики гардероба, на сала сакам од баба, кифлички да пробам, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свет е. Многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свет е. Многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свет е. Многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свет е. Hrana mi se pregledki, bahne žite se. Soda, sila ke go osvojam za svet. Ti si dete, veli mama, i nije te pišeš sama. Biti vrijedna vežbajući se, dobro ke se sluči. Mnogu je ubavo što ja su dete. Svigde mi velac, tvoj cel svete. Mnogu je ubavo što ja su dete. Svigde mi velac, tvoj cel svete. Mnogu je ubavo što ja su dete. Svigde mi velac, tvoj cel svete. Mnogu je ubavo što ja su dete. Svigde mi velac, tvoj cel svete.
Во денешната епизода на Тинтири Минтири Вести ќе разговараме на една многу убава патриотска тема. Мој гостин е еден од најпознатите македонски композитори, автор на најголемите хитови, Николче Мисевски. Здраво, добро дојдовте во мојата емисија. Благодарам за убавата најава. Ништо, нема проблем. Гостин во вашата емисија. Вие сте автор на моментално најактуелниот албум Македонија во срцете носиме. Добивте и награда за албум на годината. Како дојде до идејата за создавање на овој проект и како изгледаше процесот додека се правеше? Па, некако идејата дојде, бевме мотивирани од, би рекол, успехот на претходниот албум кој го направив за Next Time, кој нели сите знаеме кои песни излегоа од тој албум и од тука тргна и самата приказка дека сепак може да се направи некоја стара песна, да се обработи, да се направи современо и да се доближи до младите генерации. Таа ни беше и главната идеја и цел на целиот проект, и на едниот и на Македонија во срцете носиме, и од тука целата работа тргна. Скендеровски продукција беа продуценти, организатори на целиот проект. Не беше само албум, туку беше и значи караван со 8 концерти низ градови низ Македонија. Генерално за ваков албум си треба време, значи го работев јас околу 6-7 месеци, значи постапно треба внимателно одбирање на песни, внимателно аранжирање, внимателно одбирање на пејачи, нели која песна на кој му одговара да ја испее и може да се најде нели во самата песна. Кога сме веќе кај преработките, дали е поголем предизвик да се направи хит песна или да се направи добра преработка? Па подеднакво. Подеднакво исто е тешка задача, би рекол. Нема формула, значи ако ја има формулата, секој ден ќе си правев по една-две лири, например, како што ја направив на Каролина или Звона, ама нема формула, во тоа треба да се поклопат многу работи, да се погодат, време, изведувач и така натаму, нормално, многу си бара многу посвета на целиот процес. Во секој случај е подеднакво тешко и обработка и нова песна. Што преработките кои што веќе биле хит е тешко да... Да, песна која е хит е тешко да ја представиш на публиката во различно светло, а при тоа нели да ја направиш да им се допадне. Да, тоа е тешкото, а од друга страна кога правиш почнуваш од нула, значи немаш песна, немаш ни една нота, па го измислуваш сето тоа, го креираш, го правиш, така да генерално е подеднакво тешко. Вие имате две ќерки кои исто така се занимаваат со музика. Кажете ми колку е важно музичкото образование во животот на децата? Би рекол дека еден од најважните предмети или воопшто како нели делот од развитокот на едно дете е музика. Ние сакаме некиме секој човек се среќаваме секогаш во животот со музика, без разлика на кој стил или сме поголем или помал љубител. И така треба да се обрнува внимание. За жал, кај нас во образовниот систем мислам дека премалку се посветува внимание на музичкото образование, па и општо на уметничките предмети, како и ликовно, како и физичкото и не знам уметност и така натаму. А додека во некои други земји музичкото образование на ниво на не знам математика или македонски или мајчин јазик, кој како нели во која држава, така да сметам дека се надам дека во иднина малку повеќе ќе се обрани внимание, дека не е музичкото само пеење и не знам играње на музика, туку нели има и цели студии кога уште како бебина кој колку слуша и каква слуша музика, па понатаму се рефлектира тоа во неговиот карактер воопшто и интелигенција и така натаму, тоа се веќе нели сериозни теми, ама во секој случај сакам да кажам дека е многу важно музичкото образование. Околу инструментите, кои инструменти знаете да ги свирите вие и по колку часа на ден треба да вежба едно дете што свири инструмент? Па ако сака да напредува и да свири на високо ниво, навистина да треба многу вежбање. Јас сум вежбал во основно и во средно по 3, 4, 5 сати клавир, инаку
главен инструмент ми клавир, па претходно свирев исто хармоника, многу сум посветил време и на хармониката. Во средно свирев виолончело, исто така и со виолончелото долго време се дружев. И тоа си е работа, тоа си бара работа. Не постои, може, нели, има еден дел кој се вика талент. Сите имаме ние талент за нешто, меѓутоа талентот е мал процент од тоа како мораш да го развиеш. Или ќе го развиеш тој талент или нема да го развиеш, без разлика колку го носиме. Така да работата, вежбањето на инструменти е многу важна и во секој случај. Нека не се плашат децата кога ќе се каже дека треба 3-4 сати, навистина, ако се сака и ако има љубов кон инструментот, тие 3-4 сати поминуваат многу брзо. Така е, фала ви што бевте мој гостин, ми беше особена чест и се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Фала ти и тебе за поканата, ти посакувам на сите вас ви посакувам многу успех со Тинтири Минтири емисијата и да ве гледаме уште во посериозни изданија на емисии, на шоу и така натаму. Две златни лири ми остави, мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неја песна да нарачаме, живот ми. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Деца, одам јас, немој случајно некој утре да ми дојде без домашно, јасно? Да. Добро, ајде, чао. Дечки, видовте ли колку домашно ни даде наставникот? Па не ми се пишува мене домашна, ме мрзи. Дечки, сакате сите да направиме план да не пишуваме домашно? Супер идеја, ама ќе ни стави минус. Па нема да ни стави ако сме сложни. Јас гласам за не пишување домашно. Сите сме согласни за планот, ама што ќе му кажеме на наставникот? Па секој ќе си измисли оправдание. Јас имам супер идеја. Том немаме домашно, можеме да идеме во кино. Сакате? Може. Важи, а што ќе гледаме? Имате идеја? Дечки, сакате да го гледаме филмот Паркот околу светот за 80 дена? Може. А можеме да гледаме и Невозможна мисија. Хајде да гласаме, која е за Невозможна мисија? Одлучено е. Ќе го гледаме филмот Невозможна мисија. Деца, здраво. Здраво. Добри сте? Да. Добро, супер. Ви кажав дека домашна мора да напишете? Да. Ведран, ајде прочитај ти твојата домашна. Не сум ми кажеш, не ја напишав домашната. Не ја напиши домашната? Како не ја напиша, па не ли ви реков дека сите треба да ја напишат домашната? Ајде, Ангел, да ја гледам, ти ја извади тетрадката, ти прочитај ми ја домашната. Јас немам домашно. Што е ова, бе? Ајде, дигнете раце кои немате домашна. Никој нема домашна. Ау. Па добро, вака ќе играме сега. Значи, кој ќе ми даде... Што дигаш рака, бе, Вања? Кој ќе ми даде најдобро оправдание зошто нема домашна, ќе добие плюс, а другите што не напишале ќе добијат минус. Ајде да почнеме, од кај да почнеме? Ајде од тебе, Вања. Ставам кој ја немам домашно дека бев заглавен во замрзнивач. Ангел, зошто ти немаш домашна? Па што куќата цела домашна ми ја изгриза. Добро. Гаврил? Наставнико, јас ја напишав, ама ми исчезна. Магично. Теофан, зошто не напиша ти домашна? Јас напишав домашна затоа што јас правев скара и ми падна домашната во оганот. За потпала да не користеше тетрадката? Или случајно ти падна? Да, ми падна. Случајно, Ведран, ти зошто не напишав домашна? Па, наставник, јас дека бев во вецето по грешка се заклучив и кога моите ме отклучија, веќе беше прекасно. Ти се приспав, значи. Па, да. Димитар,
Зошто ти не напише домашно? Јас не напишав домашно, бидејќи ме киднапира во земјени и чекав да ме вратат дома и после кога ме вратија дома беше прекасно и заборев да напишам домашно. А ти требаше да им кажеш дека имаш домашно и они ќе те вратија побрзо? Ама они не сакаа. Значи вака, бидејќи сите имате многу добри оправданија кои зошто нема домашно, јас не можам да одлучам на кому да му ставам плюс, а на кому не, затоа вака ќе ви поставам едно прашање. Дали е точно тоа, бидејќи мене ми кажа дека сите вие наместо да пишувате домашно сте биле во кино? Да, наставнику бевме во кино. Добро. Ангел, што гледавте? Невозможна мисија. Деца, сега вака ќе направиме. Вадите ги сите тетрадките. Сега ништо не пишувате, ќе ви кажам и после ќе пишувате. Сега ќе напишете горе. Писмена работа. Анализа на филмот. Како беше? Невозможна мисија. Така? Така ли? Ај, со среќа, можете да почнете да пишувате. Мислам дека полесно ќе беше само да напишевме домашно. И кој знае сега што оценки ќе добиеме? Пишувајте домашна да не ви се падне писмена. Ние гледаме, сите гледаме Тинтири Минтири шоу! Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу! Океј, ви благодарам. Довидување. Рекоа за 15 минути ќе дојдат, можда и 20. Не сум 100% сигурна, али од прилика за 15 ќе биде тука. И фала, чекате сега, значи го збуним. Ама не кажујте. Океј, пријатно, ви благодарам. Рекоа, Што ти? Не. А тебе не ти е страв од бабата? Не, чекате. Ама не знам што да кажам. А тебе не ти е страв да седиш кај бабата? Нема. Тебе, Мило, не ти е страв тука да седиш кај што ти починала А зашто би гледаш у телефонот? Па како еве не сакаш? Еве, например, еве Номо. Па ајде, дали на тебе првен ќе те прашам, вистина или предизвик? Вистина. Па ајде кажи ми... Ке требаше да кажем? Ајде бе, ништо не е, што става, што се потресува. Важи, ама што ќе гледаме? Тинтири Минтири, 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 Тинтири Минтири шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу! Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу! Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу! Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу!